За информацијата дека е убиен лидерот на исламска држава Абу Бакар ал-Багдади, но и за случувањата во арапскиот свет и на Блискиот Исток, во продолжение разговараме со Исмет Кочан, добар познавач на состојбата во Блискиот Исток и пред се уредник на документарната програма на телевизија Нова. Господине Кочан, ја слушнавме топ веста во светот кога станува збор за прашањето околу борбата против тероризмот. Како гледате на оваа информација? Има ли официјална потврда дека ова навистина се случило и доколку е истата информација точна дека лидерот на исламска држава е загинат, како ова ќе се одрази врз понатамошната борба против исламска држава? Како што можевме да видиме, официјална потврда дека Ел-Багдади е убиен се уште нема. Во соопштението дури и руските официјални представници се оградуваат. Таа информација се уште се проверува. Проверуваат руските, но проверуваат и американските извори. Се огласија и официјалните представници на Соединените Американски држави со соопштение дека таква официјална потврда се уште нема. Дали тој е навистина убиен или не, ќе мора да причекаме, но морам да кажам дека меѓународната коалиција би требала да причека со ликување, бидејќи, како што знаеме, од 2014 година, откако Ел-Багдади се за прв пат се огласи, јавно се огласи и го прогласи калифатот, исламскиот калифат на Блиски Исток, тој барем 5 пати е досега ликвидиран, сите 5 пати, колку што знам, од страна на меѓународната коалиција предводена со Соединените Американски држави. Тие вести тогаш се покажаа како неточни, затоа велам дека ќе мора да причекаме и да не излекуваме некакви далекосежни заклучоци. Доколку тој навистина е убиен, тоа секако би требало да значи еден значителен чекор кон ликвидирање на оваа организација, но не и пресуден, бидејќи не верувам дека таа организација зависи само од едно лице и еден водач. Таа сигурно, доколку тој навистина убиен, ќе се престрои и понатаму ќе видиме како тоа ќе се одвива, но во секој случај ово би требало да биде еден значителен чекор напред во борбата против исламската држава. Но би сакал да кажам, со оглед дека информацијата вели дека можната ликвидација е извршена на 28 мај. Значи, можно е дека оваа серија на терористички напади, пред се овие во Англија, во Велика Британија, велам пак со ограда доколку е Багдади убиен, би можеле тие терористички напади да значат одмазда за смртта на Ел-Багдади. И тоа всушност би можел да биде и одговор на прашањето зошто исламската држава толку инсистира на терористички напади ширум Европа и разгорување на борбите на Блискиот Исток во време на месецот Рамазан, кога знаеме дека според исламските обичаи тоа е месец на мирот и едноставно тој месец и правилата на исламот наложуваат воздржување од насилство. Во очекување на официјалната информација дали лидерот на исламска држава е мртов, односно убиен или не, ова е, споменавте веќе 5-ти пат каде се објавува ваква вест, за прв пат ваква вест објавува, чинам дека, Руското министерство. Предходно тоа беше коалицијата. Прашањето ми е, како го толкувате, условно ќе речам, овој лов на глави, бидејќи нешто слично се случи и со убиството на Осама бин Ладен, во кој јавноста не успеа да дознае или да види снимки, освен на местото каде што тој беше убиен во Пакистан, но заврши фрлен некаде во Пацификот без официјални снимки да види никој од јавноста. Ке треба да се почекат
официјалните истражители да го пронајдат телото, да се оваа информација потврди, или е само трка кој од коалиционите партнери ја води битката, односно победува во Блискиот Исток? Секако дека мора да се причека доколку тој навистина е убиен. Ја мислам дека тоа не може долго да се крие. На крај краишта, доколку е жив, не е ништо чудно после известно време јавно и да се огласи. Но велам, со сите огради би требало сепак да се причека. Затоа што бевме сведоци дека и пред тоа сензационално беа објавувани вестите за негова ликвидација, па се покажа дека Не се точно. не се точни. Ке продолжиме да позборуваме за она информација која пристигна од пред неколку дена, односно во периодот на зголеми тензии во Персискиот залив. Катар купува 36 воени авиони од Соединетите Американски држави, и тоа следи веднаш по обвинувањето од првиот човек на Соединетите Американски држави дека таа земја го поддржува тероризмот. И сега, наместо санкции, нов договор за купување на американски фантоми, спомена во вредност од 12 милиарди долари. Од каде ваков ненадеен пресврт и за што всушност станува збор? Сите знаеме дека американскиот председател Доналд Трамп, освен што е председател на Соединетите Американски држави, тој е и бизнисмен. Неговата посета на Блискиот Исток тоа го покажа. Тој направи фантастична сделка за продажба на оружје на Саудиска Арабија во износ од 110 милиарди долари во нареден период од 10 години уште дополнителни 350 милиарди долари, и можеби најновиот развој на настаните околу катарската криза може да упатува токму во таа насока, значи нова продажба на американско оружје, овој пат на Катар. Значи се работи, повторно велам, за фантастична сделка од некаде 12 милиарди долари. Во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на колегата Матеја Николовски во врска со оваа тема. Катар купува 36 воени авиони од Соединетите Американски држави. Договорот вреди 12 милиарди долари. Катарските власти потпишаа договор за набавка на воени авиони од Соединетите Американски држави со вредност од 12 милиарди долари. Според информациите, станува збор за 36 ловци од типот F-15. Според официјалните представници во Доха, ова представува доказ дека имаат поддршка од американските институции, која е длабоко вкоренета и не може да биде лесно променета со политички активности. Договорот бил финализиран и потпишан од страна на секретарот за одбрана на САД Џејмс Матис и неговиот катарски колега. Ова се случува само неколку дена откако американскиот председател Доналд Трамп го обвини Катар за финансирање на терористички организации, иако претходно Министерството за одбрана ја пофали оваа држава за посветеноста кон регионалната безбедност. Таму е лоцирана и најголемата американска воена база на Блискиот Исток, каде се сместени околу 10.000 војници. На база на обвинувањата за поддршка на тероризмот, земјите од регионот ги прекинаа сите врски со Катар и преземаа мерки за негова изолација. Пред неколку недели Саудиска Арабија договори откуп на оружје од САД во вредност од 100 милиарди долари. Во време на зголемени тензии во регионот, Турција во знак на поддршка испрати прехранбени производи во Катар, но донесе одлука за испраќање на свои трупи во оваа земја. Министерот за надворешни работи Мевлут Чавушоглу отпатува во Доха, а оттаму и во Кувајт, во обид да отпочне дипломатска офанзива за решавање на кризата. Катар купува воени авиони од Соединетите Американски држави во вредност од 12 милиарди долари. Ваквата информација анализираме со господинот Исмет Кочан. По една ваква фантастична сделка со оружје, можно ли е развојот на решенијата за катарската криза да тргнат во некоја друга насока? Што станува со меѓусоседските обвиненија и амунизитети помеѓу Катар и Саудиска Арабија? Не е никаква тајна дека помеѓу Саудиска Арабија и Катар владе анимозитет. Тоа е пред се потекло води од потребата едната или другата земја да биде предводник, односно водач на исламскиот свет. И тие едноставно се грабаат околу првенството
čija je vahabitskата лоза, да речеме, но обвиненијата за тероризам стигна, што е многу чудно, најпрвин од американскиот председател Доналд Трамп, а сега имаме непосредно по неговата посета и една ваква фантастична сделка, што само покажува дека обвиненијата за тероризам воопшто не беа она вистинска причина за блокада и обвиненија против Катар. Гледаме дека сега со купување на 36 американски фантоми за 12 милиарди долари, едноставно претпоставам дека оваа криза одеднаш напрасно ќе почне да спласнува и дека се тоа ќе се придвижи во една друга насока од причини што и Саудиска Арабија и Катар се отворено можам да кажам американски филијали на Блискиот Исток и не верувам дека американците ќе дозволат една кавга во својата куќа, односно Блискиот Исток. И уште едно прашање само за крај, како го толкувате испраќањето на турски војници во Јордан токму во моментот кога неговите соседи практично ги откажаа сите дипломатски односи со оваа држава? Знаете, прво треба да се каже дека испраќањето на турска војска во Катар не е нешто што треба директно да се поврзе со сегашната катарска криза. Тој е договор кој е потпишан уште пред 2 години и тој предвидува воена соработка помеѓу двете земји. Меѓутоа, треба исто да се каже дека Турција не се согласуваше со бојкотот и со дипломатските санкции против Катар и таа едноставно тоа го даде на знаење, а во позадината на се, претпоставувам, лежи турската желба да остане играч во сегашниве блискоисточни збиднувања и да се заштити северната граница со Сирија и да ги предупреди сите можни евентуални желби на курдската популација за било каква автономија или од турска страна, не дај Боже, желбите такво нешто се претвори во некаква нова курдска држава. Господине Кочан, ви благодарам за анализата на случувањата околу дипломатската криза во Катар.